голема грешка на Китановски, повторна можност и 1:0. Многу брзо, Видо, Алвес перира нето. Фудбалерот со број 2 го отвора резултатот и ја доведува екипата на Сент Гален во водство. Се забележиме 5-та минута, една невнимателност пред на голманот Китановски, кој не ја проти најдобро оваа топка и Видо нов напад на фудбалерите на швајцарскиот представник во купот УЕФА. Нова направлена топка и нова опасност и многу среќа Никола Колачино со број 5, забележавте, се придаде тука и засилувањето на Пелистер. Живота Гавриловиќ, 28 годишен фудбалер, дојде да напати, но одлично изведен слободен удар. Топката одеше директно кон голот, меѓутоа времено. И убаво Видо одзема една топка, го проигрува Джеферсон, се отвора десно Милер. Еве можност за центар шут кон Джеферсон, можност и овој пат пречката сојузник на голманот Китановски. Одлична комбинација, Милер нафрли топка, убаво се отвори Джеферсон. И измените кои ги направија обата тренера на полувремето во нашиот состав, во составот екипата на Пелистер, на местото, ако добро забележав, на Талевски во игра со број 14, Васко Стефанов. А сега да видиме, еве можност, Димитровски бие и штета не ја зафати најдобро оваа убава топка, меѓутоа сепак измамува аплаузи. 46-та минута. Да видиме овој корнер на Сивески, дали ќе донесе нешто посериозно. Ванчо Мицевски, крај голота, прекрасна шанса, меѓутоа за малку непрецизен Мицевски во завршицата, останува водството на гостите од 1:0. Изнудува сега аут во дуелот со Стојменовски. А веќе споменав, покажа исто така Милер дека располага и со одличен центаршут Стефановиќ и еве сега нова можност и што не успева да реализира Колачино. Сивески. На спротивната страна Елмазовски. Од голема далечина, прекрасен удар и му дава шанса на Штокли да ги искаже своите квалитети. Не беше тоа, кој знае колку опасна закана кон противничкиот гол, меѓутоа го бара Биели, Милер. Сега веројатно и освежен ќе ги iscrpi последните атоми од своите сили да ја заврши оваа акција. Одличен центаршут, Биели бие и овој пат стативата го спречува нашиот гол. А речи се сите фудбалери на Пелистер, таму во 16-тникот, меѓутоа ништо од овој слободен удар, изблокиран уште во самиот почеток оваа акција, не носи ништо посериозно. Еве можност за контра, Дал Санто ја користи невнимателноста на Стефанов и натаму сам оди Дал Санто ќе бие и постигнува погодок и ја запечатува судбината на Пелистер во годинешното издание на купот на УЕФА. Дал Санто ќе забележиме 90-та минута, иако веќе се играше продолжението, откако сите фудбалери на Пелистер се префрлија на противничката половина, беше осамен. Стефанов успеа Дал Санто да дојде до оваа топка, да му ја одземе на Стефанов, а потоа во една соло акција да дојде пред голот на Китановски и да го постави веројатно и конечниот резултат на оваа средба. Не демонстрираше во секој случај Сент Гален врвен фудбалски квалитет, меѓутоа се покажа дека тоа е една организирана, пред се добро уиграна екипа. Уште еднаш Винклер расчистува пред својот гол. Екипа која дојде во Битола со добро поставена игра, екипа која знаеше што сака на овој натпревар и екипа која на крајот на краиштата и успеа во своите намери. Сега Целвегер во својот препознатлив стил, што подалеко од својот гол, а веќе во секоја наредна секунда можеме да очекуваме главниот судија Јохан Вербист од Белгија да означи и крај на надпреварот под Тумбекафе во Битола. Погледнува на часовникот и токму во овој момент крај на првата средба од квалификацијското коло во купот на УЕФА меѓу Пелистер и Сент Гален, со головите на Гвидо во петата и на Дал Санто во 90-та минута.
Гостите од Швајцарија успеа да го совладаат Пелистер со 2:0 и практично да ги сведат на минимум или на теорија шансите на Пелистер за евентуален успех на реванш стредбата што по 14 дена ќе се одигра во Цирих. Почитувани гледачи, ќе ви се заблагодарам тука за вниманието.